Шкурт ме Славчо. Добро утро, Славчо! Добро утро, Славчо! Како сте, колеги? Кај се наоѓаме сега денеска, кажи прекрасно ми? време позади тебе. Интересно бекграунд, да? Да, се надевам дека е доста интересно избрав вака еден поглед. Јас се наоѓам покрај плажите во Стругамашка плажа. Тука е Караорман, ако сте слушнале. Точно. Да. А изгледа и времето е многу интересно, многу убаво изгледа времето. Времето е преубаво, не е многу ладно. Како што веќе најавивме дека ќе подстопли малку, така тоа и се остварува. Славчо, И така- спортуваше малце са бајле? Не спортувам ја да ви кажам. Така изгледаш, како да си... Не, трчал малце. Да, не. Не сум по тој спорт. Повеќе по пинг-понгот го сака повеќе. Да. Слушај, јас читав вчера у твојот портал дека идната недела ќе немаме добри информации и за метеопатите, но и за времето што не очекува да се случува. Така, значи веќе се навикнавме на ваквите информации. Уште викендов, односно до понеделник ќе уживаме во ваквото преубаво и сончево време. До понеделник? Да. И надпросечно топло преку ден. Тоа значи дека наутро температурите на повеќе места ќе се спуштаат до околу нулата, а особено во Беровскиот регион, како и во останатите повисоки планински места, температурите ќе се спуштаат и за некој степен под нулата. Па така, токму поради ова очекуваме и појава на слана и на мраз утринските часови. Што се однесува до во текот на денот, максималните температури речиси на секаде ќе надминуваат 15 степени, а во југоисточните предели, како и во централниот дел од Македонија, температурата ќе се искачува до околу 20 степени. Значи ќе имаме пријатно топло време преку ден. Тоа е просечно температури на високи температури на воздухот. Јас не памтам ноември толку топол да биде толку пријатен, да уживаме уште во есента, да кажам така. Така е, уште овие 2-3 дена, но затоа октомври оваа година беше доста ладен и врнежлив. Да. Затоа Славчо, И треба баланс се вика тоа. Така е. Ни кажа и известуваше дека од вторник се очекува ла лиња, ла њуња, ла миња, како се вика тие? Не помина тоа? Тоа е климатолошки феномен, а ова веќе станува циклон кој ќе се развие над циклонски систем кој ќе се развие над Џенова, тоа е поле на низок воздушен притисок. Сето тоа ќе услови од ноќта кон вторник, па во деновите потоа да имаме доста нестабилно време со чести врнежи и тоа доста обилни врнежи од дожд, проследени со локална појава на грмежи, како и со засилен повремено силен ветер од јужен правец. Предвидуваше дека може ќе имаме и поплави. Па така барем од она што можам во моментов да го кажам, во поширокиот дел од Балканскиот полуостров се очекува локално да наврнат и над 200, па дури и над 300 литри на метар квадратен дожд во текот на следната недела. Тоа е доста многу, што значи постои веројатности за локални поројни поплави да има во дел од балканските земји. А и во нашата Македонија растат условите за такви локални поројни поплави, поради тоа што во текот на следната седмица очекуваме да наврне значително количество на дожд, особено во западните предели од нашата Македонија, и тоа целокупната количина на врнежи во текот на следната седмица во Македонија се очекува да достигнува од 50 до 100 литри, а локално и преку 150 литри на метар квадратен дожд. Што значи дека е многу ова? Тоа е многу. Така? Многу, но тоа значи зборувам за целата наредна седмица, целокупната количина на воден талок. Но сето тоа може да услови локални поројни поплави, поради тоа што очекуваме доста поројни врнежи. Славчо, не знам како држава, дали сме спремни со овие атмосферските промени дружиме? Не, атмосферските канализации да ги мразен, на кта пиесата атмосферike та ругаве. Да се испразнат. Да се испразнат. Да се изчистат. Дали сме спремни ние како држава
За ова големо количество на вода се очекува на Па, дожд. веќе редно е да бидеме подготвени за вакви временски непогоди поради Редно е. тоа што веќе редно е, ради тоа што стануваат се почести и посилни. Се Сигурно. надеваме дека ќе се подготвиме на Се времено. надеваме Верувам. нема да биде штетно за никој, Да. барем да уживаме малце во Така е. дождот, ама да не влијае лошо во нашето соопштеството, како да кажам. Така е, да нема Биете- Тек нерзи штети, тан, поплави. сигуриште. Славче, ние денеска Да немаме немаме. многу време. Дали имаме нешто друго што треба да знаеме? Викендот, нешто да се Викендот, спремаме? значи, Чадори Така, со да. себе од другиот. Чадори не треба за викендот, значи Не за да овој, за уживаме другиот. во преубавот. За другиот Да. по се изгледа ќе треба, да, но ќе почекаме за тоа. Во текот на следните мои метео објави, граѓаните, ево гледачите можам да кажам да не следат на meteoalarm.mt, каде секојдневно објавувам по неколку пати во текот на денот метео анализи и уште ова сакав да го кажам, да спомнавме врнежи, циклони, поплави, но добрата страна на тоа е што ние ќе бидеме во топлиот дел од овој циклон. Значи ќе имаме топло време. Пролет во ноември, да кажем. Пролет во зима веќе, во што веќе ево. Епа, полека. супер. Ова е Ова нешто колку што е интересно. добро, толку е лошо, бидејќи толку е сигурно лошо, да. сигурно зимата ќе трае до мај негде. Ќе видиме. Предпоставувам се, а не Па знам да, ја. изминативе години да имаме и врнежи, се почести врнежи од снег и во април, така Да. да ништо чудно. Да. Славчо, ти благодарам многу за Фала многу. јавувањето и за информациите што ги Благодарам и на вас. даваш секој петок за нашите гледачи. Уживај во денот, прекрасно Благодарам време и изгледа во вие. Струга. И ние во Скопје Така имаме е. убаво време. Не, И во останалото убаво. Македонија, не љубоморам да. денес. Така е. Славчо, ти низ благодарам целата многу Македонија уште има еднаш и сонце. се слушаме Убав наредниот викенд ви петок. посакувам. Верувам Исто, дека фала. ќе ни бидеш со чадор. Така е. Ама Се- не би сакал, ама сигурно ќе Не биде би така. сакал, но ако треба, ако мора, Така тоа мора треба. не е тешко. Славчо, Фала благодарам. многу, Славчо. Благодарам, Фалендери шум, поздрав. Славчо Поповски.